тек се пробите за традиционалниот Василичарски гала концерт. Весна, што да очекуваме оваа година од овој настан кој што стана на вистина многу популарен и еден од најпосетуваните кај нас? Најнапред добар ден, честитки до сите ваши гледачи, новогодишни и божикни празници. Овој настан е веќе традиционален, како што сами кажавте. Оваа година има навистина одлична програма, како и секоја впрочем, со музички ари, дуети, наполитански композиции, концерт кој е една своевидна атракција на самиот почеток на сезоната. Низ текот на годините во представуван во разни музички форми. Многу ми е драго што сум дел повторно од овој настан, затоа што ретко имаме прилика да се собераме на во ваков голем број колеги на сцена и да го презентираме она што впрочем и го работиме во текот на годината. Што ќе исполните ви оваа година на концерт? Оваа година се одлучив за една преубава наполитанска песна, Гранада, и еден дует од операта Норма и Адалџиза, еден дует кој сметам дека е презентирање на една техника, една белканто техника, како што и впрочем целата улога, со мојата драга колешка Сандра Митровска. Како што и кажав пред малку, немаме многу можност да го изведуваме на сцена концертно, така што еве публиката верувам дека ќе ужива во овие две вечери. Весна, и за крај, каква концертна сезона да очекуваме во оваа нова 2024 година? Па, јас сум како уметник, да речем, задоволна. Скоро 30 на години овде во мојата матична оперска куќа и сум поминала низ многу концертни сезони и оперски сезони, така што верувам и оваа сезона ќе биде богата со представи и настани, гостување на диригенти, гостување на пеачи нормално, и верувам дека и ќе се потрудат, дирекцијата ќе се потруди да навистина тоа биде на еден врвен начин, како што и впрочем секогаш. Благодарам многу. Во тек се пробите за концертот, да ни кажете како се чувствувате на ден-два пред настапот на овој традиционален оперски гала концерт посветен на празникот Василица. Убаво празнично, нели, беше нова година, потоа дојдоа божичните празници, Бадник Божик, сега доаѓа Василица. Овој веројатно е најпразничниот период во целата година, во овие 365 дена. Така и јас се чувствувам, се разбира. Традиционален овој концерт годинава настапувам со арија од операта Андре Шинје. Прекрасно е, за прв пат ја пеам оваа арија. Овој концерт е можност да се стави така нешто ново, нешто тешко, за да се представиме достоинствено пред нашата публика. Каква година очекувате на професионален план, вие лично за вас? Вака, има една изјава, му ја препишуваат на
Оскар Велт вели, така се чув, вели предвидувањето не е ништо лошо, единствено само ако не се однесува на еднината. Значи, јас може да ви кажам што посакувам. Посакувам плодна година, многу на сите, многу успешни, многу представи, многу успешни представи, здравие да имаме, живот, по некоја нова премиера, ако даде Господ, и сите да сме на број. Ви благодарам многу и во име на телевизија Алфа ви посакувам да се реализираат овие ваши желби и замисли. Благодарам и поздрав до сите ваши гледачи.